Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене, наставничка Зорица, а заедно ќе се дружиме со буквите Ч и буквата Дж. Тоа ќе биде и цел на нашиот денешен час, да си ги откриеме овие две букви Ч и Дж, да се обидеме правилно да ги пишуваме буквите Ч и Дж и да ги препознаваме во напишани зборови. Како и секогаш, нашата азбука пред нас и да се обидеме да ги пронајдеме буквите Ч и буквата Дж, некаде пред крајот. Така е, Ч и Дж. Сега да видиме како правилно се пишуваат овие две букви. Следете го движењето на моливчето. Најпрво кај црвената буква Ч, од озгора надолу и повторно полукругчето, прилепено до правата линија. Сина буква Дж. Следи го движењето на моливчето. Повторно надолу. Една легната што ги поврзува двете и надолу кратка линија. Ч и Дж. И нивните мали букви се пишуваат сосем исто. Разликата е во нивната големина. Ученици, денес ке се дружиме со џуџињата Џоџо, Челко, Џумко и Чизмо. Тоа се џоџињата од нашата денешна приказна. Слушајте внимателно, верувам дека секој од вас на крајот на овој час ќе биде побогат за уште две добро научени букви. Приказната се вика Чудесната џунгла. Во една чудесна џунгла, во уште почудна кујкичка, живееле 4 џуџиња. Таму било се чудно. И се било живо. Дури и предметите, џамлијата, тенџерчето, чадорчето, баш се било живо. Па затоа и се дружеле меѓу себе. Но со 4 џуџиња Џоџо, Челко, Џумко и Чизмо, никој не успеал досега да разговара. Што ли се крие во оваа чудна куќичка? Често се прашувале жителите на џунглата. А жител на оваа чудна џунгла можел да биде само оној кој во своето име има буква Ч или буква Дж. Колку би сакал еднаш, само еднаш да влезам во оваа џуџева куќичка, посакуваше малото слонче, да си лизнам малку од шеќерниот покрив. И јас би сакала, рече ластовичката. Го слушнаа тоа џуџињата и одлучија да се променат. Се договорија да ги повикаат сите жители во нивниот дом, кој што иако бил многу мал, имало место за сите. И тоа е многу чудно, рече слончето. Ќе не соберело сите. Во нашата куќичка денес, и само денес, може да влезе секој, разгласи Челко. Ќе ве собере сите, само доколку влезете низ вистинскиот влез одреден за вас. Низ вратата може да влезе само оној кој што во своето име ја има буквата Ч на почетокот. Низ прозорчето може да влезе оној кој што во своето име ја има буквата Дж на почетокот. А низ оџакот ќе се спуштат само оние на кои што Дж или Ч име на средината на името. Значи мора да ги научиме и препознаваме буквите и Дж и Ч, па дури тогаш ќе се дружат со нас овие чудни џуџиња. Ги знаеме, радосно извикале сите жители. Тогаш играта може да почне. Наредете се околу нашиот двор, извика Џоџо. Веднаш се наредиле сите. Влегувај еден по еден и внимавај од каде треба да влезеш. Повторувам уште еднаш. Ако името ти започнува на буквата Ч, влези од вратата. Иако е малечка, верувај, ќе те собере, има волшебна моќ. Ако името ти започнува на Дж, влези низ прозорчето. Ќе те собере. И тоа е волшебно. Ако Ч или Дж се на средината на твоето име, тогаш спушти се од оџакот надолу. Нема да станеш црн. И тој е волшебен. Ученици, пред да видиме кој ќе успее да влезе во чудната куќа на џуџињата, а кој не, запри го видеото, подготви ја твојата тетрадка, моливче и комплетот со дрвени боички, потоа продолжи.
На еден празен лист од тетратката нацртај само една врата, еден прозорец и еден оџак. Еве вака како на сликата. Запри го видеото, нацртај, а потоа продолжи. Ако сметаш дека играчот што ќе стои пред куќичката треба да влезе низ вратата, ти напиши ја буквата Ч во вратата на листот. Еве вака како примерот. Кога мислиш дека играчот треба да влезе низ прозорчето, напиши ја Дж во прозорчето, затоа што такви се правилата. А на оџакот пишуваш или Ч или Дж, зависно која буква е на средината на зборот. Така. Значи не чекај да влезат. Прво погледни го зборот, пронајди Дж или Ч и запиши ја според правилата онаму каде што треба. Верувај дека само на тој начин ќе им помогнеш на сите играчи да видат што ли има во чудната куќичка. А по завршување на играта ќе можеш да провериш дали правилно си ги пополнил буквите во вратата, прозорецот и оџакот или пак не. Што мислите? Што ли ќе прават сите во куќичката? Какво ли изненадување ќе им приредат џуџињата? Останува да видиме. Еве ги играчите. Прв се јавил за да влезе джинот. Застанал пред вратата, застанал пред куќичката и се обидел да влезе. Од каде ли треба да влезе? Каде е буквата Дж во джин? На почетокот. А од каде треба да влезе? Од прозорчето. Запиши ја буквата Дж во твојата тетрадка во прозорчето и потоа дозволи му на джинот да влезе. Така е. Втор се јавил Штурчо. Штурчето стои пред куќичката. Каде е буквата Ч во штурче? Така е, на средина. А тие што имаа буква на средина, од каде влегуваа? Од оџакот. Запиши Ч на оџакот, еве вака, и потоа дозволи му на Штурчо да се спушти од оџакот. Браво! Трет на ред се јавил овој шарен чадор, разнобоен чадор. Чадор, буква Ч. Каде е буквата Ч во чадор? Така, на почетокот. А со почетна буква Ч влегуваа низ вратата. Запиши Ч на вратата и дозволи му на чадорчето да влезе. И влезе, успеа. И ова интересно тенџере било еден од чудесните жители на чудната џунгла. Тенџере. Буквата Дж се наоѓа на средина, а тие што се на средина влегуваат од оџакот. Се спуштаат од оџакот и така го направи и тенџерето. Успешно влезе во куќичката на џуџињата. Кој ли е следен? Џип. Џипот. Буква Дж на, така е, почеток. Почетна буква Дж влегува низ прозорчето, а ти пишуваш Дж на прозорецот и џипот успеа да влезе. Следен играч. Викнале џуџињата. Кој треба да влезе следен? Викнале џуџињата однатре. Чевлите. Какви интересни, чудни чевли. Со буква Ч на почетокот и веќе знаеме што ме Ч на почетокот влегуваат низ вратата, но ти прво запиши на листот, а потоа нека влезат. Браво! Му дојде редот на љубопитното слонче. Во слонче буква Ч се наоѓа каде, ученици? На средина. И се знае дека слончето ќе треба да го искачи покривот. А вие треба да напишете Ч на оџакот. Така. Слончето се качи и се спушти низ покривот во куќичката. Еве го и Џери. Дж. На почеток. Дж на почеток низ прозорецот и Џери после запишувањето успешно влезе во куќичката. Оџачарче. Верувам дека ова оџачарче ќе влезе низ оџакот. Така е, буквата Дж му е на средина и без проблем ќе се спушти како и секој друг оџачар. Интересен пар чорапи, различни. И тие се жители на оваа чудесна џунгла. Каде е буквата Ч? На почеток и се разбира низ вратата. Запиши во вратата Ч. Џамлија.
Оваа џамлија е еден од играчите, односно од љубопитните жители. Дж на почеток влегува низ прозорецот, но претходно запиши. Чешел со 12 запци, со буква Ч на почеток и влез низ врата. Запиши и чешелот е готов. Надвор останаа само обрачот, клучот и беџот. Тие тројца цело време размислувале од каде ли треба да влезат. Од вратата не може, не им почнува името на Ч. Од прозорецот пак не може, не им почнува на Дж. Ако се обидат од оџакот да се спуштат, може нема да ги собере, бидејќи Ч и Дж не им се на средина, туку на крај. Сите тројца се натажиле. Одеднаш пред нив се појавила љубопитната ластовичка. Еј, задоцнив, што се случило? Каде се другите? Зошто џунглава денес е празна? Сите успеа да влезат во џоџевата куќичка, само ние не. Имам јас решение за вас, рекла ластовичката. Кога си еден, ти си бедж и буквата Дж ти е последна. Ама ако сте двајца или повеќе, тогаш вашето име е Беџови и буквата Дж ти е веќе на средина. Дали вака можете сите заедно да влезете? Ги праша ластовичката. Може би, рекле малку под насмејанки. Ке се спуштиме преку оџакот. И на секое џуџе, на Џоџо, на Челко, на Џумко и на Чизмо ќе им се закачиме на џебот од палтото, како знак за благодарност, бидејќи дозволија да влеземе и ние. Радосно свикаа беџовите. А ние? Истото направете го и вие. 4 обрачи и 4 клучеви, за секое џуџе по еден. Даде предлог повторно ластовичката. Ура! Нашата пријателка секогаш има решение за се. Ајде заедно сите да влеземе низ оџакот. И, како што е редот, сите влегоа низ оџакот. Кога влегле внатре, ги чекало прекрасно изненадување. На вратата пишувало: Добре дојдовте на нашата роденденска забава. Денес е нашиот роден ден, рекле џуџињата. Сите четворица сме родени на ист ден и затоа славиме роден ден. Секој ден ве гледаме како сите прекрасно се дружите, се радувате, се смеете, си помагате. А ние секогаш сами. Осаменоста не е добра работа, рекоа џуџињата. А зошто не ја употребивте вашата волшебна моќ секогаш кога ќе посакавте да си играте со нас? Праша слончето. Другарството не бара волшебна моќ. Другарството бара искреност и сакање од срце. Денес го научивме тоа кога видовме колку сте сплотени еден за друг, рекоа сите џуџиња. Тој ден беше посебен. Сите беа среќни. Повеќе не се љубопитни што се случува во куќичката на џуџињата. Се радуваа на новите искрени другари, се радуваа што научија 2 нови букви кои никогаш нема да ги заборават. Буквата Ч и буквата Дж. Браво за жителите на чудесната џунгла. Браво и за твоето внимание. А сега, обиди се да ги изброиш буквите кои што ги запиша во твојата тетрадка. Доколку си запишал 4 букви Ч во вратата, 4 букви Дж во прозорчето и вкупно 5 букви Ч и Дж во оџакот, тогаш браво! Ти внимателно пронаоѓаш и ги препознаваш овие 2 букви. Ајде обиди се да дадеш одговор на овие 2 прашања. Како се чувствуваше додека им помагаше на жителите да го најдат правилниот влез во куќичката? Дали беше успешен или повторно ќе се обидеш да играш? Доколку е така, ти можеш да поминеш на откривање на последната буква, а тоа е буквата Ш. А во спротивно, обиди се повторно, верувај, ќе успееш. И за домашна задача, како и секогаш, употреби ја твојата фантазија и оживеј ги буквите Ч и Дж. А кој лик ќе им го дадеш при оживувањето, може би ќе ти помогне волшебната џунгла.
И една дополнителна забавна игра сложувалки. Со скенирање на овие 5 кодови и со правилно сложување на сложувалките ќе ги откриеш 4 главни ликови во денешната приказна и нивните имиња и најљубопитниот жител на чудната џунгла. Скенирај ги кодовите од твојот мобилен телефон, играј ја играта и ќе откриеш кој е тој лик. Доколку не го направиш тоа со телефонот, можеш и на компјутер, впишувајќи ги следните линкови. До видување, до следното видување.